ни приговара често пати протестантите. Вие славите луѓе, а не го славите Бога. Не е вистинито, браќа и сестри, дека ги славиме луѓето, туку ние славиме обожени луѓе. А тоа значи дека светителите кои ги славиме во нашиот календар се обожени и затоа ги славиме како што го славиме и самиот Бог, секако. Меѓутоа, правиме разлика меѓу обожени луѓе и самиот Бог. Како што знаете, само на Господа и на Богородица славиме три празници, односно раѓањето. Господ, Богородица и на Свети Јован Крстител, раѓањето исто го славиме. Други раѓања и рождества на светителите не славиме. Овој месец по јулијанскиот календар се уште не е поминат, јануар месец, значи денес е 30 јануар по јулијанскиот календар и денес е празникот на светите три иерарси. А во овој месец, во јануар, на сите посебно им славевме спомен. Како што знаете, на први по јулијанскиот календар на Свети Василий Велики, на 25 јануар Свети Григорий Богослов и пред 2-3 дена на 27 јануар Свети Јован Златоуст. Меѓутоа, денес ги славиме тројцата иерарси. И Свети Василий, и Свети Григорий Богослов, и Свети Јован Златоуст. Зошто? Каква потреба има овој празник кој е востановен дури во 11-тиот век да се востанови прво, а после да го славиме до денеска. Тоа е затоа што во 11-тиот век се јавила една препирка кој од овие светители е поголем, кој има посеопфатно богословие, подлабоко богословие и кој треба да биде чествуван повеќе од тројцата ни. Сите знаеме дека тоа се најголемите тројца богослови во црквата и Свети Василий со својата богословска мисла која му претходеше на Вториот Вселенски собор, на кој, како што е познато, Духот Свети се изедначи со другите двајца во Светата Тројца и се слави како еден од Светата Тројца. Меѓутоа, сето тоа го подготви Свети Василий Велики. Свети Григорий Богослов е ненадминлив во неговата теолошка наобразба и израз, кој во поезија е покажан и допира до нас. Нема потешко од тоа да ја изразиш теолошката мисла во поезија. И тоа успева да го направи Свети Григорий Богослов. А за Свети Јован Златоуст уште пред некој ден кажавме дека е реторски најнадерениот отец во црквата. Значи, може да говори уметнички, не пишано, како што често пати некои се обидуваат да направат пишано и да го прочитат тоа, туку го доживува тоа што го изразува во своето слово кон народот
И затоа може толку уметнички да се изразува. Ебе, овие тројца светители во 11. век станале препирка меѓу верниците кој е поголем. Меѓутоа, не можам баш да се сетам која му беше титулата на епископот Јован, на кој му се јавува на сон дека и тројцата се еднакви пред Бога и дека треба да се постанови празник за тројцата за да се покаже нивното равенство. Така дори во 11. век восстановен е овој празник на светите три иерарси, кој го славиме денес, на 30. јануари по јулијанскиот календар. Иако имаат служба и тројцата посебна за денот кога се слават, за овој ден напишана е посебна служба кога се слават и тројцата, односно за тројцата истовремено служба. Тоа е во црквата дозволиво и возможно. Значи, иако Бога го славиме пред се и над се, неговата мајка како втора, затоа што и таа носејќи го телото Христово е обожена личност. Меѓутоа и сите светители кои ги има црквата, богата е со светители, ги славиме како обожени личности. Така што она приметба која ни ја даваат некои од протестантите, дека ние славиме луѓе, не е точна. Односно, тие се луѓе и Господ е човек. Господ е Бого човек. Значи, и него го славиме, и неговата раѓен како човек го славиме. Меѓутоа, она што е важно, ние славиме обожени личности. И затоа очекуваме од нив да содействуваат во нашиот пат кон обожение. Неопходно е да се обожиме сите, да не се замислиме дека ние така на мала врата треба да влеземе во Царството Божие. И тие треба да се обожиме. Меѓутоа да се трудиме тоа да ни постане живот. А тоа ни го благовестија овие светители кои денес ги славиме. Ни кажаа пат и начин, со други збори рецепт, како да се обожиме, да бидеме блиску до Бога и да го наследиме Царството Божие. Ете затоа ги славиме овие светители, затоа што од една страна на разбирлив за нас јазик, иако возвишен, и едниот и другиот и третиот зборува на возвишен јазик, особено свети Григорий Богослов. Меѓутоа, за нас, луѓето, со труд малку повеќе, разбирлив јазик, и затоа и разбирлива и постапката која следува кон обожение, односно кон наша блискост кон самиот Бог и Спасител. Затоа, браќа и сестри, имајќи ги овие светители во нашите животи, да ги молиме секогаш да бидат со нас, да не упатуваат по правиот пат на постигнување на обожување. А Господ нека ги услиша нивните молитви и желби да бидеме едно со нив,
Свети од Василий Велики, Григорий Богослов и Јован Златоуст, чиј спомен го денеска го празнуваме и го славиме.